Македонската емиграција може да се подели во два периода, иако е неделливо, бидејќи рековме тоа е органско историски поврзана целина на македонскиот народ. Првата е по Илинденското востание до Втората светска војна, каде што македонците по распрачување на Македонија како етничка Македонија одат во Италија, одат во Англија, оттам одат со преокеански бродови во Америка, посебно Јужна Америка, но тоа е првиот дел, да речем, на живење на македонската емиграција, која патувала преку Атина, преку Софија и преку Белград. Вториот период, како што споменав, тоа е македонската емиграција по создавање и возобновување на македонската држава, на Република Македонија во федерална единица, во тогашна Југославија, така што се уште и ден денеска македонската емиграција работи на македонската кауза во однос не само на возобновена македонска држава, обновена значи македонска држава, туку македонската емиграција по ослободување и формирање на Република Македонија во вардарскиот дел на етничка Македонија, едноставно се бори за обединување на Македонија. Тоа се нејзините главни идеали во однос на македонскиот народ и создавањето на македонската држава. Тогашната удба, македонците кои имале своји сваќања ги делеле на два вида непријатели. Едни ги нарекувале врховисти, пробугарски ориентирани, другите ги нарекувале вомаровци и третата категорија информировци. Една од најстакнатите личности и најмаркантната фигура на македонската политичка емиграција, а може слободно да се каже и единствен македонски политички дисидент, е Драган Богдановски. Македонски публицист, политички емигрант, дисидент, политички затвореник, еден од основачите на ВМРО-ДПМН, кој 30 години беше во челните редови на македонската патриотски настроена емиграција, го посветува целиот свој живот на идејата за независна, обединета и демократска Македонија. Со таквата своја дејност, Богдановски од своите младешки години, па речиси до својата смрт, беше изложен на невидени притисоци и репресија од страна на југословенските и македонските служби за државна безбедност, како и од европските разузнавачки служби.
Драган Богдановски е роден на 18 септември 1929 година во селото Клечовце, Кумановско. Основно училиште завршил во Куманово, а средното земјоделско училиште почнал да го изучува во Битола, а го завршил во Скопје. По завршување на средното училиште, средно земјоделско училиште во Скопје, како талентиран ученик, тој од владата на Република Македонија доби стипендија, како награда доби стипендија и се запиша на земјоделски факултет во Белград, одсек ветерина. Уште на третиот семестар од студиите се пројавува како иницијатор за формирање на Македонски студентски клуб во Белград и набргу поради политичката промакедонска активност бил уапсен. Земал од еден пријател машина за куцање. Тој го ја искуцал еден примерок, па на шарпирограф ги умножил и за неколку примерка залепил по Белград, да ги организира македонските студенти во Белград. Но по полицијата, по машината, која имал машината, го најдат човекот кој ја поседувал машината и тој кажал дека тој човек му е дал на услуга. Во Белград го протолкувале како македонски настроен, го судуваат на затвор 6 месеца. Тој одлегува 4 месеца во Белград во затвор и по излегување од затворот во пресудата му пишуваше дека нема право за запишување на ниедна образовна установа во бивша Југославија. Оваа неакадемска мерка силно влијаела на неговиот животен пат. Одлучувајќи се да избега од комунистичка Југославија, тој легално пребегал во Грција. Еден од првите луѓе кои жртвувајќи се и пребегајќи од тогашна Југославија и Република Македонија, Федерална Македонија, во грчкиот логор Лаврион, така тука се среќави со група на струмичани и така натака, пребегнува, оди за Бразил. Драган Богдановски при крајот на 1951 година, заедно со други македонски емигранти, заминале со брод за Дженова, Италија, а оттаму за Аргентина и Бразил. Од почетокот на 1951 година до 1957 година ние немаме никаква информација за него. Дали е жив, каде е, што работи и дали е... Дури мајка ми излегуваше на гробишта со црна облека, раздаваше за него по тие наши селски адети. Во Бразил престојува до 1954 година, кога заминува за Франција, во Париз. Веднаш се запишува на престижната Сорбона. 57 година тој студирајќи на Сорбона и пишувал за разни вестници, пошел студирал новинарство, почел да пишува и со тоа економски се одржувал. Како новинар имал можност да ги посети државите на Блискиот Исток, Соединетите Американски држави, Канада, како и другите држави во Западна Европа, а воедно го следел печатот и настаните за се што се случувало во Југославија и Македонија. Викам, добро брат, како ги научи тие 10-12 јазика ти странски да зборуваш? Вика вака. Во Аргентина и Бразил научи шпански и португалски. Таму се зборува така. Руски знаеше уште и англиски прилично овдека уште знаеше. Овие другите во Париз го научил францускиот затоа што беше студент на Сорбона. Тука за да студираш во Германија живееше и во овие други земји во сите, значи германски го знаеше, диалектички да го зборува. Така да тој беше многу умен, се што чуеше, брго учеше.
Во Париз, под негово раководство, е формирана првата организирана група на македонски студенти со името Народен фронт. Групата действувала до 1957 година, а главна задача и била да ги врбува студентите и сите други што доаѓале на студирање и усовршување од комунистичка Југославија. Групата го издавала весникот Македонска искра. По интервенција на овие наши страни земји, Бугарија и Грчија, французите му забрануваат да пишуваат, да го издава тој вестник. На 27. април 1957 година Драган Богдановски и македонскиот политички емигрант од Швајцарија Пецо Спасовски во Лозана одржале основачко собрание и формирале организација Македонски национален фронт. Низината главна политичка програма била насочена против комунистичка Југославија и Бугарија и кралска Грција со цел борба за слободна и независна македонска држава. Организацијата успеала да отпечати само еден број на вестникот Македонија на македонски јазик. Во Париз се сретнува со својата идна сопруга Брит, по потекло од Норвешка, од Осло, и со неа се земаа, склопуваат брак. Со неа има и два сина, Перн Арне и Иво. Низиниот татко бил главен архитект на Осло, имал своја печатница. Во неговата печатница Богдановски го печатал списанието Македонска лоза, што излегувало еднаш месечно на македонски јазик со вкупно 9 броја. Посветен на својата татковина, неговата сопруга ќе изјави: "Да, точно е, бев омажена за еден Драган, меѓутоа тој не беше оженет со мене, тој беше оженет со Македонија." Ја запоставува фамилијата. Влегува во политика да ја организира нашите иселеници во борба за создавање на така наречена слободна Македонија. Меѓутоа, Драган Богдановски е немирен дух и тоа го живее со македонската емиграција во Белгија, во Норвешка, во Германија. Списанието Македонска лоза станало орган на организацијата Македонски национален комитет, формирана од една мала група македонски емигранти од Гетеборг, Шведска, начело со Драган Богдановски и Миле Илиевски. Во 1960 година, организацијата Македонски национален комитет го преместува своето седиште во Осло со свој печатен орган, вестникот Слободна Македонија, уредуван од Драган Богдановски. Првата средба со Драгана е во Минхен. Се сретнавме со посредство на Благој Шамбески, кој живееше во Минхен. И така почнеме да контактираме, да разговараме за проблемите на Македонија, дека Македонија во оквирот на Југославија е подредена земја, дека таа е мачеха за македонците. После таа прва средба, прво видување со Драган Богдановски во Минхен, јас во него видов човек кој ми одговараше на мојата идеја исто, значи како човек кој сака да се спроведе иленденскиот идеал за слободна, независна, обединета Македонија, за решавање проблемите на македонскиот народ во оквирот во една обединета Европа. Од 14 до 16 јули 1967 година во градот Кил, Западна Германија, се одржал основачкиот конгрес на новата македонска емигрантска организација, Националниот совет на Ослободителниот комитет на Македонија. На конгресот присуствувале 60 македонски селеници, политички емигранти, работници на привремена работа во странство, студенти и научни работници, што се наоѓале на студии на работа во странство, како известен број делегати од Македонија. На собранието Драган Богдановски им се обратил на присутните со темата Македонија, земја на несреќни, во која меѓу другото истакнал: Македонија е земја на несреќни. Понесреќна земја од неа нема и немало во Европа, па и во целиот свет. Македонскиот народ вечно живее една трагична историска судбина, која се протегнува цели 12 столетија. Причината за таа наша вечна национална трагика лежи во географско-стратешката положба на нашата татковина, која е крстопат меѓу исток и запад и богат плен за империалистичките апетити на сите мегаломани од соседните земји.
Светот денес е поделен на два големи војни и обштествени лагера. Ние не треба да чекаме комунизмот да падне, па да создаваме македонска држава, како и што не треба да чекаме Грција да се комунизира, па да ја ослободиме Македонија. Треба да работиме во услови онакви какви што се сега. Треба да водиме една умна и современа политика, која ќе има влијание и во сегашниот политички живот во Македонија, како и во односите меѓу балканските држави, со кои е сврзано македонското прашање. Ние сме горди со нашата Македонска република. Горди сме со нашиот македонски литературен јазик и со нашата света македонска национална црква. Нашата борба не е борба за уривање на нашата Македонска република. Не е, зашто таа е наша македонска држава. Ние сакаме само да ги урнеме од власта србоманските предавници и од нашата Македонска република, да направиме македонски Пиемонт, обединителна јатка и за Пиринска и Егејска Македонија. И почнеме почесто да се среќаваме. Имаме средби, значи не само во Минхен, во куќата на Благој Шамбески, него средби и во Париз. Тука со наши македонци. Излагаме, шетаваме, дискутираваме. Тек после дојде идеја 1971 година македонска нација, да се печати македонска нација. Се печатеше во печатницата во Минхен, кај еден унгарец, во Лого се викаше печатницата. Тоа материјалите Драган ги печатеше и ми праќаше мене и така повеќе броеви кои ги ширевме, ги дававме и така натаму. И постепено македонска нација стана борбено знаме на македонската емиграција. Во 1971 година, во списанието Македонска нација, во статијата Македонската нација и незината државност, ќе напише: ограничената сувереност на македонската национална државност го држи националното прашање на целата македонска нација во стагнација. Во таа околност, борбата за македонското национално ослободување е заледена на една, така да се рече, неподвижна точка. Борбата прво ќе биде водена за што поголема сувереност на Македонската република во рамките на Југословенската федерација, а потоа, кога за тоа созреат услови, и за отцепување на Македонија од Југославија. Последново е потребно не од некоја суета за задоволување на некаков македонски шовинизам и национализам или на некој историски задоцнет сепаратизам, туку од специфичната положба што има нашата македонска нација, како во Југославија, така и во рамките на сегашните балкански граници. Секое идење во Минхен се задржаваше по неколку дена кај мене, сведор да се испечати весникот Македонска нација и да се испрати до сите дестинации во светот. Набргу, Организацијата Ослободителен комитет на Македонија го менува името во Движење за обединување на Македонија, ДОМ. Веднаш потоа во Минхен бил формиран Централен комитет на ДОМ со организации во Австралија, Канада и во Америка во следниот состав: председател Драган Богдановски, Париз, Франција; подпредседател Благој Шамбевски, Минхен, Германија; политички секретар Панко Стамковски, Мелбурн, Австралија; организационен секретар инженер Јован Гарвански, Бремен, Германија. Седиштето на Централниот комитет на ДОМ и на списанието Македонска нација било во Минхен, Западна Германија. Во 1971 година, на страниците на Македонска нација, во статијата "Потребно е да се бара меѓународна и европска одбрана на Македонската република", ќе напише: Југославија се наоѓа пред распаѓање. Болниот на Балканот ја испушта својата грешна душа, ја предава на ѓаволот за да ја однесе в пекол, каде што и е местото, зашто и самата беше пекол додека беше жива. Врз гробот на Југославија ќе плачат само српските хегемонисти и по некој јаничар на српскиот империализам во Македонија, на кој неславната покојничка му обезбедуваше раскош и разврат. Сега, пред самото распаѓање на Југославија, ние македонците треба да се прашаме што да правиме, кој пат треба да го фатиме. Нема никакво сомневање дека распаѓањето на Југославија ќе биде судбоносно за Македонската република. Од нас македонците ќе зависи дали тоа ќе биде во полза или на наша штета. За да биде во наша полза,
ние треба навреме да ги преземеме сите мерки што се потребни за да спречиме при распаѓањето Србите да ја окупираат Македонската република и пак да ја прогласат за Јужна Србија. Оти постои таква опасност, му е јасно на секој македонец кој знае трезвено да мисли. Ние уште сега треба да бараме од Обединетите нации и од Европската заедница да испратат војни единици во Македонската република, како гаранција за спречување на една крвава граѓанска војна и за обезбедувањето на територијалниот интегритет и националната сувереност на Македонската република. На 3 ноември 1973 година, Организацијата ДОМ се преименувала во Движење за ослободување и обединување на Македонија, ДОМ. Јас предложив да се промени името, да се викам Ослободителен комитет на Македонија не одговара многу на нашите идеали што ги мислиме, него да биде како Движење за ослободување и обединување на Македонија. И тоа се прими и од тога почна, значи не се викаше ОКМ, Ослободителен комитет на Македонија, него Движење за ослободување и обединување на Македонија, ДОМ. На 13 април 1974 година во Минхен бил одржан Општиот конгрес на ДОМ, на кој Драган Богдановски бил избран за председател. Во една средба со Драгана, он ми предложи и ме праша, ме замоли дали можам јас да не печатиме во Минхен, пошто после Логос македонска нација се печатеше кај украинците. И тоа беше поврзано со издатоци. Драган ме запраша, вика ти си чесен, те знам за македонската кауза и така натаму, дали може да успособиш да весникот да се печати кај тебе во Берлин. Вика, има една машина која треба да се купи за 25.000 марки тогаш. Јас се сложив за тоа и јас почнав тоа да го правам доле во ресторан Ново Скопје, во подруму, има големи простории и почнавме да припремаме за печатницата. На жалост до тоа не дојде, после Драган беше киднапиран во 1977 година и така да таа идеја не се оствари. Поводот за киднапирањето на господинот Драган Богдановски беше по наредба на маршалот на Југославија Јосип Броз Тито. Кога беа повикани председателите од Европа во Хелсинки за да одржат за човековите права, се знаеа сите председатели од која држава се, а овие не ги знаеа кога таму беше воден и Драган Богдановски со негови соработници. Овие мои искази се од искажувањето на Драган Богдановски, кој ми ги кажа сите работи што се случува. Кога го прашаа зашто сте вие дојдени овде, Драган Богдановски му одговоре: ние сме дојдени овде за македонските права. Кога изговоре тој така, стана маршалот на Југославија Тито и со зборовите: Македонија, македонците во Македонија и уживаат сите права, тие и слободи све имаат. Во тој момент Драган повторно му реплицира на маршалот на Југославија. Кога му реплицира, му рече: господине маршале, вие или доволно не ја познавате географијата на Македонија, или толку ви е вашето знаење. И тој повеќе не му рече ништо, само кога се вратил назад, издал наредба: или жив, или мртов, да се донеси во Југославија господинот Драган Богдановски. Овие активности на Драган Богдановски биле постојано следени од Службата за државна безбедност од Скопје. Службата за безбедност УДБА почна да работи на то и едно време, кога се најавил
Драган дека ќе дојде кај пријателот во Париз, за неколку дена ќе дојдам, пријателот одма му јаве на удба, бидејќи беше подкупен, и тие одма пристигна со се инспектори, со се доктор, со се медицинска сестра, и така го чекаа да стигне Драган Богдановски. Кога пристигна Драган Богдановски, пријателот излезе да го пречекат и му рече: дојдо едни нашинци од Македонија, дојди ако сакаш да се видите. Кога влезе Драган во подрумската просторија, кај што му беше ресторанот, уште кога ја видел седнати тие дојдените, одма нозете му се враќале назад и приметил дека не се убави луѓе. И дојди, му рекол овај пријателов, седни, повели, седни. Кога седнал на столица, одма одназад му бил зададен еден удар по главата и Драган падна. Кога падна, повторно му ставиле крпа на устата и му ставиле дрога и како дрогиран го ставија во багажникот на дипломатската кола, која со дипломатската кола го донесо до Југославија во тоа време. Кога стигнале на граница на австриско-југословенска граница на местото Шентил, инспекторот Никола Илиевски рекол: отворете го капакот да го видите дали е жив или не е жив. Ако е жив, добро, ако не е жив, одма да го изфрлите вендек. Во тој момент Драган беше отрезнет, сите тие работи ги слушаше. И наредбите што ги издаде овај, и сето тоа што му се случуваше. Отука од граница до Љубљана го занесо со таа кола, а од Љубљана на војни авион го занесо до Скопје. Од страна на државната служба на УДБА, со тоа што е префрлен во Скопје, мислам најпрво во Јасен. Околу 2 години тајно бил чуван во забранетиот ловен резерват Јасен, кај Солунска глава, во близина на планинскиот дел на Караджица. Постојано бил испрашуван од инспекторите на службата за државна безбедност, за да ги открие своите политичко-емигрантски соработници низ Европа, нивната мрежа и дејност на организацијата во Европа и во светот. На една посета на Фрањо Херлевик, на тогашен министер на внатрешни работи на СФРЈ, кој бил дојден на ловење во Јасен, побрал средба со него и на средбата во 4 очи биле. Немал ни еден инспектор друг и овој Фрањо му вика: Драгане, пуно време си тука, вика, твоите мислат, а и тебе са ти предложиле да излезеш на телевизија и да кажеш дека ова што си го работел е заблуда. Сега, кога си дојден тука, си видел дека не е тоа што си мислел, дека тука се сменило на добро, све тој. И излезе на телевизија тоа да го кажеш и ние нема да има судење, ќе те ослободиме. Но тој не се сложи со тоа. Кога разбравме дека Драган е киднапиран, јас се поврзав со Миле Илиевски, кој живееше во Гетеборг, и отидов кај него, останав неколку дена, и му предложив дали можеме да ја вклучиме Amnesty International да се заинтересира за киднапирањето и затварањето на Драган Богдановски. За таа потреба ние сакавме да ја вклучиме и жена му, Брита, на Драган Богдановски, да она исто се вклучи во нашата работа. Меѓутоа, она ни напише едно писмо дека Драган Богдановски
само децата ги има направено, 2 сина, и ни еден път не пратил ни 100 марки за издржавање на децата. И вика, он е влюбен во Македонија. Македонија му е жена, Македонија му е мајка, Македонија му е сестра. И она откажа соработка. Во декември 1978 година Богдановски бил префрлен во истражниот затвор Шуто Оризари во Скопје, каде 18 месеци останал во притвор изолација. Па во Шутка испитуване негде околу 18 месеци и декември 1978 година почна судењето пред окружниот суд во Скопје, каде што председател на кривичниот совет е Миладин Стојановски, кој понатаму, колку што јас се сеќам, станува и директор на затворот на Идризово, а додека обвинител е Јово Трпеновски. Сметам дека при таквото судење е осуден и обвинуван со квалификација тогашниот кривичен закон на Југославија како државен непријател против југословенската држава и социјализмот, односно комунизмот. Македонската јавност за прв пат ќе биде запознаена за случајот Драган Богдановски преку објавениот судски процес против Богдановски во весникот Нова Македонија на 17 февруари 1979 година. Немам слушато за него ништо. Немав информација, ни ја, ни мојата фамилија цела, немав информација, се до прочитување во Нова Македонија за неговото суѓење и разборбе од Нова Македонија. При тоа во рубриката Судска хроника, вест од окружниот суд Скопје со наслов за непријателска дејност 13 години затвор, била објавена веста. На 5-дневно судење во окружниот суд во Скопје вчера издадено соопштение според кое Советот од Петмина под председателство на судијата Миладин Стојанов му изрече пресуда на обвинетиот 50-годишен Драган Богдановски од село Клечовце, Комановско, емигрант во повеќе западноевропски земји од 1951 година, поради извршено кривично дело здружување заради непријателска дејност од 1956 до 1979 година, кога илегално дошол во земјата. За делата изнесени во обвинението што го застапуваше окружниот јавен обвинител Јован Трпеновски, а кои на главниот претрес одржан од 12 до 16 февруари, во целост беа докажани, судот му изрече казна затвор во трајање од 13 години. После пресудата беше пренесен во Идризово. Пренесен во Идризово во зградата што се викаше Чавкарник. Ови се искази све од господинот Драган Богдановски. Иако е осуден и издржува казна во Идризово, сепак и меѓународните организации се заинтересирани за животот на Драган Богдановски во затворот во Идризово. Тоа е една интернационална организација, International, која ги прати судењата во комунистичките земји, така што беше и пратено судењето на Драган Богдановски и каков статус има и како живее во Идризово, што е многу интересен податок. Инаку за судењето и осудувањето на Драган Богдановски единствени кои издаваат вест, колку што мене ми е познато, тоа е, мислам, Политика во Србија и французите во Париз. Веднаш по пресудата, меѓународната група за амнестија од БАКС во Соединетите Американски држави упатила писма до председателот на Врховниот суд на Социјалистичка република Македонија со препорака веднаш да се ослободи од затвор Драган Богдановски. Исто така, Организацијата Народно-слободителниот фронт на Македонија од Гетеборг, реагирајќи на апсењето на Драган Богдановски, укажала дека Драган Богдановски не бил непријател на македонскиот народ, недвосмислено ја изразувал револуционерната цел – ослободување и обединување на Македонија, како најсветол идеал на македонскиот народ во поделената татковина Македонија. Желбата да го видам Драгана на некој начин и да покушам дали можам да му помогнам беше голема. Прашав на службени лица, одговорни за Драган Богдановски, дали можам да го посетам Драган Богдановски во затворот Идризово. И тие ми овозможија да се видам со Драган Богдановски. Тоа беше прва средба, значи имал право само брат му да го посетува. Ја прв вака од надвор што го посети Драган Богдановски во затворот. При нашата средба во Идризово, јас дури едва го препознав. Не беше оној брат Драган кој го видов во Михен пред 8 години. Тој беше изменет, побледен,
па прилично остарен, тромав. На моето прашање како е, што е тука, добро е, брат. Не сакаше да каже дека е. Бев единствен затвореник кој цело време беше под специјален режим на самици и изолација. Првата година во затворот единствените луѓе што ги гледав беа чуварите кои ми носеа храна, што не е дозволено со ниеден закон. И подоцна, никогаш не бе во келија со други затвореници. По задолжителната работа ме водеа во келија на изолација, се до следниот ден во затвор. На моето прашање, каде ти беше потешко? Тука ли во Идризово или во Јасен? Тој века, и двете работи беа ташки, него за маш, за војвода, тој века, ни едно, ни другото не беше тешко. Во Јасен имал секојдневни испитувања, за да ги барале да ги каже со работниците. Во затворот Идризово, на Драган Богдановски му било возможено да работи како библиотекар во библиотеката, при што се занимавал со обработка на теми од историјата на македонскиот народ. Според една белешка од Службата за државна безбедност од 11 февруари 1981 година, Богдановски во затворот исцело се ангажирал во опишувањето на историјата на македонскиот народ во 3 тома. На ваков начин, како што пишува изворот, тој сакал да ја докаже својата оддаденост на македонскиот народ и дека единствено го интересирало македонското прашање. Во исто време дури беше таму, му дојдоа од Норвешка и неговите синови. Не му дадо шанса да го видат татко му и поново се вратија синовите назад. Председателството на Социјалистичка република Македонија на 18 ноември 1987 година донело одлука за помилување на Богдановски, а е пуштен на слобода на 8 декември истата година. Нема можности каде да го сместат. Наводно немале стан за Драган Богдановски. Тога тие ми спомнаа, вика, ти би дали пари, вика, би помогнали за, викам, ја би помогнал, викам, колку пари би треба, колку би требало, тие ми спомнаа на сума од 20.000 марки, кои јас ги пратив по брат ми и ги добија тие пари. Му дават стан во Капиште, на 14 спат во една кула, и тој ни се јавува телефонски. Вика, јас сум слободен, ни каже улицата, како се, улица Васил Ѓоргов, кула тај и тај, стан, тој на 14 спрат. И ние се организираме тука, идеме, го видиме с цела фамилија, го посетиме во станот. На прашање чиј е стан, кој си го дали, тој вика, станот го купиле, дале паре неговите соработници Јаковлевски. И сместен во тој стан, после разбрав дека таа зграда го припадала на полицијата и како Драга после ми кажуваше, тие постојано го пратиле. Дури некоја жена му пуштиле тамо да кобајаги да се запознае со љубовница, ама која била соработничка на службите. И кога иде од затвор, не беше оној Драган, брат Драган кој беше сиров, јак, веќе се разболува. Почна да оди на страна со една нога, добива шекер. Ми се јави на телефон дека е пуштен на слобода и дека сака да дојде кај мене во Ресен да се видиме. Тој одма дојде во Ресен, јас му обезбедив соба за работа, соба за преспој и сакав малце да го извадам надвор во шума, на езеро, да се малу рекабилитира, затоа што стално во затвори, значи во такви беше тешки услови. И го однесов на езерото во Асамати. Кога го однесов во Асамати, кога се раслече за да се капи, кога видов што ќе видам, видов деформисана личност од еден убав маж лепотан
удбашите го деморалисале, го искривиле сосе. И во рамена беше искривен, и нозе, и дури кривеше во одење. И така почнав да го шетам кај мои роднини пријатели, до село, до планина, и така повеќе време стоеше. Али секој ден мораше да се пријавуваат во полиција, затоа што требаше да го знаат кај е, кај кого е. Викам, ја дојдов и да ве прашам, зошто го киднапиравте Драган Богдановски? Значи, од една страна тврдите дека вие сте република на македонскиот народ, киднапирате еден човек кој целиот живот го посвети за Македонија, кој никого нито убил некого, нито дал наредба да се убие или нито фрлил бомба некому. Викам, го киднапирате, викам, кој се бори за Македонија, за обединувана Македонија. И тогаш едниот од службениците ми рече, еве, јас се ежем кога зборувам, вика, ова, вика, беше грешка на нашата служба. Киднапирањето на Драган Богдановски беше грешка на нашата служба. Тој ми кажуваше дека работел во собранието на уредување на еден вестник на англиски јазик неколку месеци. И кажуваше дека работно место му било близко до резиденцијата на Киро Глигоров. И вика, и премпен барал пријем кај него, Глигоров не сакал да го прими. По известно време поново осете дека вршат притисак и под големи строги контроли и мораше поново да ја напушти државата. Во Стокхолм, Богдановски најнапред создал Координативен совет на Демократската партија за македонско национално единство, ДПМНЕ. За председател на советот бил избран Драган Богдановски, за подпредседател Панко Стамковски од Австралија, а за членови Миле Илиевски и Страхил Пеев од Шведска, Јонче Трајчевски од Австралија, Борис Петков и Данчо Бојковски од САД и Стојан Ковачев од Франција. На 23 јануари 1990 година Богдановски испратил барање до Сојузниот извршен совет на СФР Југославија во Белград и Извршниот совет на СР Македонија во Скопје за враќање на македонската емиграција и за регистрирање на партијата Демократска партија на македонско национално единство. Нашево барање се состои главно од идната вистинска демократија во Југославија не може да биде својна само на поедини избрани народи. Право на вистински демократски живот има и македонскиот народ. Демократската партија за македонско национално единство бара право да се конституира и на територијата на Социјалистичка република Македонија, како македонска демократска партија, рамноправна во сите права и задолженија со другите партии кои постојат во СРМ. Во април 1990 година Богдановски присуствувал на првиот консултативен состанок во Берлин за формирање на партијата ДПМНЕ во Република Македонија. Значи, 90 година Драган Богдановски ме викна на телефон и рече, Гоце, јас имам основано една партија. ДПМНЕ, Демократска партија за македонско национално единство. Ти, вика, постојано си ме поддржавал, 30 години соработуваме, дали сака да ме поддржиш, да ја оствариме и целта. Вика, сега со паѓањето на Белинскиот зид почна да дуваат други ветришта, дека можеме сега тоа што го правиме во емиграција да го спроведеме во дело во внатрешноста во Република Македонија. И ми спомна дека он успоставил контакти со луѓе во внатрешноста кои би можеле да дојдат во Германија на еден разговор, дискусија. И ме праша да каде предлагам ја да се стретнеме. Прво беше дискусија да се стретнеме во Целе, тоа е близу Ханофер, во хотелот на еден наш македонец. Меѓутоа после тој рече, после неколку дена ми рече дека подобро да се стретнеме во Минхен, за луѓе во Македонија поблиску им е Минхен и поедноставно во Минхен да се стретнеме.
Тога разбрав дека дошле Љупчо Георгиевски, Борис Мејковски и Владо Транталовски. Требало Голубовски да дојде, само бил болен или пашур не му бил во ред, не знам што. И тие му рекле, каде е Гојко, го нема. Драган рекол, он е вика како германец, точен е вика. Точно ќе дојде на време. Кога Драган повторно се врате во Германија, ми се јави на телефон да иземам Љупчо Ѓорѓиевски и Змејковски да заминиме за Минхен. И ни кажа дека ќе ве чекам во строгиот центар на Минхен. И кога стигнавме таму, ни пречека Драган Богдановски и Гојко Јаковлевски. За целиот наш престој таму дури бевне финансираше Гојко Јаковлевски. И после неколку дена сите припреми што беа извршени, статут, деловник за работа на партијата и сите други додатни работи ги зедовне и се вративне назад. Кога се вративне назад, директно дојдовне во Ресен во мојата куќа. Кога дојдовне тука, викнавне други што изнаевне дека се заинтересирани за партијата. Во иницијативниот одбор за одржување на основачкото собрание на ВМРО-ДПМН, покрај Љупчо Георгиевски, ќе влезат Борис Мејковски, Дијана Транталовска, ќерка на Владо Транталовски, Ванчо Механџиски, новинар во весникот Нова Македонија, и Ванчо Врчков, професор по англиски по потекло од Пиринска Македонија. На 17. јуни 1990 година, во Домот на младите 25. мај во Скопје, се одржало основачкото собрание на партијата ВМРО-ДПМН. За кратко време Драган Богдановски на 5. август дошол од Шведска во Скопје, пречекан од околу 150 членови и симпатизери на ВМРО. Уште во првото интервју, дадено на 7. август за весникот Вечер, под наслов "Сега се решава судбината на Македонија", тој на прашањето дали неговото враќање во татковината е за постојано, одговори: "Се надевам дека ќе биде така. Моја должност е денес кога се решава судбината на Македонија, да дојдам да бидам заедно со мојот народ. Ако бидам одделен од него во овој историски миг, јас нема да бидам достоен на своето политичко минато." На првиот конгрес на ВМРО-ДПМН, одржан на 6 и 7 април 1991 година во Прилеп, Драган Богдановски, како почесен претседател на ВМРО-ДПМН, го поздравил конгресот, обраќајќи им се на присутните 238 делегати и гости со зборовите: "Сигурен сум во понатамошниот успех на партијата ВМРО-ДПМН, што победи во повеќепартискиот систем. Ве поздравувам за обединување во ВМРО-ДПМН и овој конгрес да остане конгрес на македонското единство. Во вас гледам македонски комити и војводи. Апелирам да се сплотиме околу ВМРО-ДПМН и конгресот да биде конгрес на единство на Македонија. Ве поздравувам и ви пожелувам успешна работа." Предлагам господинот Драган Богдановски да го избереме со акламација за почетен председател на нашата партија. Го замолувам господинот Драган Богдановски барем со неколку зборови да се обрати до учесниците на конгресот.
благодарам за честа која ми ја укажавте и пред вас ветувам дека и во иднина ќе работам за Македонија како што работев до сега. Мојата желба е да вториот конгрес на ВМРО ДПМН го одржиме во Солун. Бидете живи и здрави. Благодариме на господин Драган Богдановски. Јас предлагав да првиот председател на Република, независна Република Македонија, што се надеваме дека ќе го постигнеме, да биде Драган Богдановски. Тој вика, да, Гоце, нема грешка, вика, тој ќе биде. Така ми обеќаваше и Змејковски и Лјупчо Георгиевски. Меѓутоа, после тука настана контроверзии, ги собра професионалците, стари, така наречени комунисти што беа, и веднаш им обеќа стан, плати, и им рекува само Драган и Гојко да не бидат. Вика, тие се долгогодишни емигранти, вика, тие не се чувствуваат како македонци. Иако 30 години трчаме и се бориме за Македонија. По известно време, Богдановски се вратил повторно во емиграција во Шведска, продолжувајќи со објавување написи посветени на прашањето за иднината на Македонија. Во 1991 година, по самостојувањето на Република Македонија и воведувањето на плуралистичкиот систем, Богдановски во списанието Македонска нација, во статијата Македонското иселеништво како независен политички субјект, ке напише: со својот гранитен патриотизам, со своето високо национално чувство и со својата неуморна работа за македонската ослободителна кауза, македонското иселеништво покажа дека е составен дел од македонската нација. Покажа во иста мера како и деловите од нацијата во распарчената татковина дека е загрижена за судбината на Македонија. Покажа дека судбински е задоена со илинденскиот идеал на целокупната македонска нација за слободна и обединета Македонија. Брат ми Драган го носи Лјупчо во Америка и го представува, мислим дека тоа во Америка, во Канада е тоа, поточно. Лјупчо Георгиевски, чим стигна на аеродромот во Торонто, одма го презедо МПО. Го пречека, го презедо, а овие што го поканија не го видо поќе. Но тој тука се разочарува, утре до ден брат ми Драган бил многу разочаран, ми кажуваше. Утре до ден добив информација од истите луѓе дека Лјупчо место да оди во хотел вечерно на спиење, тој после 12, после полноќ оди на состанок при бугарската организација. Врши состанок, одржува состанок, средба, ствари и со бугарските емигранти. Во црквената сала во Винзор држеше трибина Драган Богдановски. Меѓувремено пристигна и Лјупчо, како што беа во луѓето и во тој собрани. Во тој момент му се доближал председателот на црквениот одбор и му рекол: кој е онај што држи говор? Му рекол на Лјупчо Георгиевски: кој е онај што држи говор? А тој му рекол: јас не знам, не го познам. Утре до ден кога разбираат овие, кога разбрале неговите пријатели на брат ми, вика кога дојдоа, ме чудо не видеа што сум направил и како сум. Тој веднаш, пошто и Лјупчо бил тука, уше таму и на состанокот зошто така направил, дојде до голема калга, караница и брат ми дори вика јас бев спремен да направам бења, но другарите ме спречија, а тој се правдаше дека отие имал пријатели и требал да ги види, дека тоа не било средба
официјална како тука што била со нив. И од тука брат ми со Љупчо губи доверба во него и раскинува. Од тогаш односите се влошија меѓу Љупчо и Драган Богдановски. Гледајќи ги внатрешните пресметки и делби во ВМРО ДПМН, Богдановски на 5 мај 1993 година ја формира партијата Македонски национален фронт со седиште во Прилеп. Партијата немала големо политичко влијание и набрзо згаснува. Поред тоа, што е најголемата заслуга на Драган Богдановски, кој го положи целиот живот за партијата ВМРО и за Македонија, тој доживеа да немат место и поради тоа мораше повторно да се врати во Шведска. Го одведов на автобуса станица, се поздравивме и тоа беше наше последно видување. Тој пак заминал за Шведска. Потоа Богдановски живеел известно време во Малме, Шведска. На 30 декември 1997 година еден активист од Берлин, Стефан Доневски, мајка, предложи да одиме во Малме, кај што живееше Драган Богдановски, да го посетиме и да пречекаме новата година 1997-1998 година. Отидовме до Малме и Драган не пречека со тробадури, музика. И после ова средба, тоа се случи, јас неговата веста за неговата смрт, ја во Шпанија бев, кој ми кажа, ми јави брат ми, дека одејки со воз од Малме преку Данска за Берлин да доаѓа. И тука му се слошило и така паднал и годнали во болница и неколку месеци не знае кој е. Тек после го нашли, утврдиле кој е Драган Богдановски, дека е Драган Богдановски. За неговата смрт дознавме од неговиот соработник и добар куќен пријател Владо Трнталовски од Ресен. Тој не обавеси дека брат ми е починат и дека се организира негово враќање за погреб во Македонија, затоа што изразил желба, била негова желба да биде погребан кога ќе почине, да биде погребан во неговата родна земја. Погребот е организиран од семејството Трнталовски и негови лични пријатели. Тој ми кажуваше дека има добар пријател на еден брачен пар, Ѓорговски, од Штокхолм. Уствари и тие го препознале дека е тој. И сега беше во прашање, неговата желба беше за да биде погребан во Македонија. Во прашање беше неговото носење од таму до родниот град Куманово. Ја брат ми Манита го молев, неколку пати го викав, да организира, ако може, Драган Богдановски да биде префрлен во Македонија. Желбата му беше да биде погребан во Македонија. И му реков, дадва на знање, викам, еве, сакам од ВМРО, челниците, Љупчо Ѓоргиевски, Мејковски и сите останати на чело да го пратат до гробиштата во Куманово. Меѓутоа, овој мане ми јави дека тие да сакале. На погребот во Куманово беа присутни целото семејство на Драган Богдановски и моето семејство од Ресен, како и дел од Општинскиот комитет на Ресен. А од страна на ВМРО ДПМН, од Централниот комитет, беше дојдено само едно дете со едно цвеќе. Ништо друго повеќе не дојдоа, нити
една свеќа да запалят од извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Во станот во кој живеел било пронајдено само едно писмо за партијата ВМРО ДПМН, кое сакал да го објави во весникот Нова Македонија. Тоа било негово последно писмо со неговите последни проштални зборови. Досегашната историја на ВМРО ДПМН јасно покажува дека таа со многобројноста на своето членство, со своето семејство во демократскиот систем на македонскиот парламентаризам, е најголемата и најзначителна македонска партија. Ниедна друга партија не ги изразува стремежите и надежите на македонскиот народ за една посреќна утрешнина како што тоа го изразува ВМРО ДПМН. Во ВМРО ДПМН се организирани најпатриотските политички сили на нашата македонска нација. Затоа е чест и гордост да се биде член или симпатизер на ВМРО ДПМН. Преку ВМРО ДПМН блескаат во нова историска содржина идеалите на славниот Илинден 1903. Идејно и со своето полувековно политичко минато припаѓам на ВМРО ДПМН. Како ВМРО-вец сакам да умрам и да бидам испратен во гробот од мои ВМРО-вци. Македонија изгуби уште еден голем борец и треба исто тоа да се понесе иницијатива да може Драган Богдановски да се рехабилитира. Сонот на Драган Богдановски, на најголемиот македонски политички емигрант и дисидент, идеологот, основачот и таткото на партијата ВМРО ДПМН и визионерот на современата македонска државност се оствари. Македонската држава, за која со децении во емиграција се бореше и страдаше, ја виде самостојна и независна.